Како што најавивме погоре во вестите, вчерашни направи ексклузивно интервју со Павел Шатев. Петар? Токму така, Јована, темата се однесува на прогнозите за овогодинешната Евровизија, но да не откриваме премногу, уживајте. Господине Шатев, вашите прогнози за пласманот на Калиопи на Евровизија беа доста оптимистички. Сепак, крајниот резултат се разликува од вашите прогнози. На што се темелеше оптимизмот? Па се темелеше на испитување на јавното мислење преку релевантни анкети на репрезентативен примерок од нашата партија на територијата на цела Македонија. Но во одлучувањето учествува и гледачи од европските земји, па нивните гласови одлучија како што одлучи. Но според мои сознанија ништо не е конечно. Поднесени се приговори до евровизискиот ДИК, па се очекува да има прегласување во 10 држави. Ви благодарам на исцрпниот одговор, господине Шатев. Сепак, не можам да одолеам, па морам да ве прашам. Какво е чувството да се биде институт? Чувството е единствено. Среќен сум што ми се падна да бидам институт. Можев да бидам и студентски дом, а тоа на ништо немаше да личи. Колега, па зашто вака со ниски удари? Зашто да се вреѓаме? Се заебаваме, бе. Шо се заебаваш? Демек као студентски дом, демек не сум у добра кондиција? Не бе, не сакав тоа да кажам. Шо се, ја глупав ли сум? А ти ни една анкета што не погоди. Како може Калиопи да иде у финале кога никој нема појма за која Дона пее? Мене сите ме прашуваат која е таа Дона и што да им кажам. А си помислил ли некогаш зашто сите прашуваат која е таа Дона, а никој не прашува кој е тој бато? Ве молам, не се карајте пред гледачите. Па вие пред се сте колеги. И благодарам на двајцата. И покрај оптимистичките прогнози за Калиопи, таа годинава не победи, но институтот веќе дава препораки за догодина. Врз основа на анализа на претходните Евровизии, тие сметаат дека треба да учествуваме со нумера која повеќе внимание ќе им посвети на костимите и на сценскиот настап. За нив до неодамна фаворит беше Канго со неговата најнова патриотска песна, но откако група нашинци од Австралија го снимија и изиграа Александровото оро, дилеми повеќе нема кој треба да не представува на Евровизија до година. Традиционалната античко-австралиско-македонска носија и прекрасните танчерско-боречки чекори сигурно ќе ја освојат европската публика.